Почитувани мој, добар ден. Продолжуваме со црвена линија. Морам да признаам дека ни недостигавте, а верувам дека и ние вам ви недостигавме. Како и да е, изборите завршија. Македонија доби првата жена председател. Следуваат коалициски преговори за формирање влада. Што беше позитивно, а што негативно во предизборните кампањи? Тоа е едно од прашањата во ова денешно издание на Црвена линија. Секако ќе ве прашам и дали сте изненадени од резултатите. Што очекувате од новата влада? Меѓу другото, она што не се менува во Црвена линија е секако и анкетното прашање кое што секој од вас може да го одговори доколку не заследите пред се на Инстаграм. А на нашиот профил на Инстаграм Црвена линија секако ќе кликнете на стори и таму ќе ве пречека анкетното прашање. А таму изгледаме вака. Може ли Македонија да добие влада во најкус можен рок? Имате две опции за одговор да, не. Верувам дека ќе видиме наскоро како изгледа тоа. Еве го на стори, на Инстаграм, значи кликате на одговорот кој што е ваш, дали е тоа да или не, а резултатите, еве мало подсетување по оваа пауза што ја направивме, секако ќе бидат прочитани, односно соопштени таму некаде по рекламите. Но и ќе ве подсетам дека се уште можете да коментирате и на нашата Facebook страница, нашиот профил е Црвена линија, секако како и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите. Како и да е, драго ни е многу повеќе да ве имаме на 023070005. А за да се загриеме сите и да се вратиме во форма, а и да продолжиме со вас, секако да го погледнеме заеднички прилогот на Далиборка Дамјанска. Економски силна држава преку реформи за повисок животен стандард, фронт против криминалот и корупцијата, правда како и реализација на стратешкиот интерес за европски интеграции преку диалог и исполнување на принципи. Ова се контурите на рамката врз која ВМРО ДПМН ќе преговара за постизборно коалицирање со останатите партии. Принципите се утврдени на предпладневниот состанок на лидерот со партиското раководство. Комуникација засега имале само со опозицијските партии на албанците, а со останатите партии од Македонскиот блок кои постигнаа добар резултат на изборите ќе почнат разговори од следната недела. Господинот Мицкоски вчера јасно кажа дека остварил веќе комуникација со лидерите на албанската опозиција. Таа комуникација, верувам, ќе продолжи и ќе добие на засилена динамика во следниот период. Ние подолг период најавувавме дека токму субјектите од таа здружена опозиција се наш посакуван партнер. Ние секако имаме и своји принципи, базирани на политики, базирани на проекти, но верувам дека ќе имат таму капацитет, зрелост, заеднички јазик, да го најдеме патот кон формирањето на идната реформска влада на Македонија. За изјавата на министерот Крешник Бектешин дека на 9 мај Мицкоски треба да ја побара мала речица на мапи на Google, Муцунски рече дека токму таквиот тип на дрско однесување на целото раководство на ДУИ и на дел од раководството на СДСМ е причината за вчерашниот резултат. Тие политички субјекти, токму заради таквото однесување, што го спуштаат нивото на политичката култура на едно примитивно ниво, би рекол, тоа е причината зашто ќе заминат во опозиција. Има веројатно многу локации кои што ќе може министерот Бектеши да ги побара во иднина, но убеден сум дека нема на Google Maps да ја бара ниту Илинденска, ниту локацијата на било кој друг државен орган. Јас не го делам ставот дека самопрокламираниот Европски фронт, кој што по своето дејствување и по својата реторика беше антиевропски фронт, но еве ти одлучија да си го користат тој назив. Јас не го делам мислењето дека тие се победникот кај албанското гласачко тело во Македонија. На прашањето дали уставните измени ќе бидат дел од реформите најавени за првите 100 дена на новата влада, Муцунски одговори дека попустливата надворешна политика на Бујар Османи, кој исто така треба да ја избрише локацијата на Министерството за надворешни работи од мапи на Google, ја доведе државата во непосакувана ситуација. Речи и дека ставовите за начинот и решението на прашањето се веќе познати и се наоѓаат во изборната програма. Огромната разлика во гласови за нив значи дека очекувањата се големи, а со тоа и одговорноста.
И ете сега по прилогот на Далиборка Демјанска продолжуваме со вас. До нас се доаѓа со вртењето на телефонскиот број 0230700005. Подсетување задолжително да биде целосно намален тонот на телевизорот и секако да не се зборува преку интерфон или пак спикерфон. Како и да е, задолжително продолжуваме со нашето правило, нашата етика, да бидат изоставени употребата на погрдните зборови, говор кој што алудира на насилство и говор на омраза. Почнуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Благодарам и кон вас. Драго ми е што ме вклучивте во програмата. Сакам да кажам еден свој коментар да дадам во врска со ова. На Македонија и се случи народот. Прво е тоа под број 1, јас така тоа го доживувам. А друго, ниту еден резултат од овие што ги што се добиени, не ми изненади. Толку имам јас да кажам. Секако и ве како гласач граѓанин, што очекувате од новата влада? Што ви е вам приоритет да биде направено? Од новата влада очекувам да работи честно и одговорно. Друго, секи си дојде едно по едно поред. Така, според вас може ли Македонија да добие влада во најбрз можен рок? Да, сигурно ќе да е. Еве, прогнозите, резултатите се такви какви што се, така да нема проблем. Секако еве, зошто да не го искористите вашето време, имате 60 секунди, еве да ни откриете според вас што беше позитивно, а што негативно во предизборната кампања? Па имаше и позитивни, имаше и негативни. Мислам, и позитивна и негативна може да се зборува за тие конотации, меѓутоа сето тоа е минато. И во склад со кампањите, се разбира. Секој секого може да напаѓа, па и да пофалува и така натаму. Меѓутоа, она што е најбитно, на Македонија и се случи народот. Ете тоа е тоа. Благодарам многу за јавувањето и секако продолжете да не следите. Ова е најновото издание на Црвена линија по една подолга пауза, но како и да е, се враќаме повторно и заедно секогаш, како и секогаш, само со вас. Вклучуваме, верувам, нов гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Па вака, јас би кажала дека овде си се украдени барем 30% од гласачите од СДСМ. Мислам, СДСМ губи заради проневерени гласачки липчења. Така е моето мислење, затоа што од едно село се јавувам и затоа кажувам, таму знам кои луѓе колку живеат и таму се појавуваат 120 души, кои се тие нови, има деца во ред, ги знаеме све, меѓутоа 120 не. И само таму СДСМ гласат 9 души, а има 60. И тоа може да се знае дека гласале, ги запознаеме, пошто се роднини. Така, да кажам, тоа Силјановска кажа на вторите избори, кој ќе се гласа, дека дупло ќе добие. И по тоа се гледа дека ова е се покрадено. А еве според вас генерално, што би издвоиле како позитивно, а што како негативно од предизборните кампањи? Позитивно би издвоила за Стево Пендаровски, што сам освои 260.000 гласачи. Потпуно сам, без неговата партија. Што очекувате од новата влада? Еве, како граѓанин, што очекувате? Од новата влада јас знам што очекувам, како пред 7 години, тие 11 години што направија, тоа очекувам, истото дека ќе се... Како и да е, еве ќе подсетам, 90 секунди е правилото. Благодарам на гледачката за незиното вклучување и секако за незините одговори. Меѓу другото, ќе ве подсетам, секако не сте лимитирани во однос на тоа, ако сакате и повторно да се вклучите со, се разбира, вашите одговори и понатаму во ово издание на Црвена линија, но еве да се подсетиме и на правилото, да се внимава на тајмерот. 90 секунди е едно излагање. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. И јас све поздравувам од Роме од Виджева. Дали сте изненадени од резултатите, еве, да почнеме со тоа? За гласањето за Давкова не сум изненаден.
Давкова е паметна жена. Жените се попаметни од мажите. Таа ќе бит оригинален председател. И таа е професорка. Таму беше професорка на Пендрегон. Еве, според вас, што ќе извоите што беше позитивно, а што негативно во предизборните кампањи? Абе, тоа кампањите се кампањи, ама таа е сите гласови, таа ги доби. Гордана. Да, но сите партии учествуваа во предизборните кампањи. Дали сте задоволен, дали имаше повеќе позитивно или негативно? Позитивно. Абе, секаде имате и позитивно и негативно. Ама ова доби позитивни Гордана. Добро, а што очекувате од новата влада? Од новата очекувам подобрување на државата. Зашто Македонија е најстара држава на светот. И затоа сите сакат Македонија. Македонија е најубава држава. Според вас, може ли Македонија. Македонија да добие влада во најкусможен рок? Ќе добие сега. Добро, благодарам многу и вам и за јавувањето и секако за вашите одговори. Продолжете да ме следите за да слушнете што ќе кажат останатите гледачи кои што допрва ќе бидат вклучени. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас, Лјупчо. Поеве, И добар. подолго не сме се слушнале, па еве кажете ми, дали сте изненадени од резултатите? Па видите, не очекував толкава разлика, иначе очекував дека поради начинот на кој еуфоријата која владееше во предизборијата и начинот на кој се правеше кампањата и како се постапуваше, дека ќе има смена на власта и тоа и го посакував затоа што за да се случи на народот да ја види вистината, ја цело време што викаме да трагаме по вистината и реалноста. Сега ја мислам дека ние многу наскоро некои ќе ја видат вистината, па пак ќе се кајат, ама ќе биде касно што викаат. Така да некои дали се реални резултати, ја преска ги гледам баш на друга телевизија каде е направена разликата и баш очекувам дека тие се луѓето што највише подкрикна на лажната кампања и на лажните ветувања и многу брзо ќе дојде до отрезнувањето. А отрезнувањето кога ќе дојде? Па сега че гледате млинарите веќе најавува дека за 2 месеца ќе почне проблемите со житото. Очекувам дека за месец и пол дена два ќе почне проблеми со струјата. Очекувам дека и тогаш ќе видиме реалноста, тогаш ќе видиме колку е таа нова власт. Имате ли очекување од владата, конкретно вие како граѓани? Што очекувате? Сакам да ти кажам реално дека ја не очекувам ништо, затоа што да они ако беа опозиција никој не им бранеше за сето тоа што го тврдаа да поднесат кривични пријави, но они секогаш се вадева позади тие шушкачи, мушкачи или како ги викава свиркачи, никогаш немаа храброст да искочат да нападат јавно со документи. Така, благодарам многу за вклучувањето. Продолжете и вие да не следите. Одиме со вас. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Еве, благодарам. по подолга пауза повторно се слушаме. Па еве да почнеме. Дали вие лично сте изненадени од резултатите? Не сум изненадена, да ти кажам наискрено. Баш да, јас имав во неколку наврати, ја запознав Сијановска, пред короната ја запознав во парк, па после пак се гледавме во парк, па се гледавме на Партизанска кај Буњаковец, па се видавме кога се кандидираше. Значи една толку паметна жена, една толку нормална, која мене некоја се обична, нели, која сум ја, некоја бабичка тамо, ај како да се наречам, не знам, ме источитува толку паметна жена. И се восхитувам, навистина и се восхитувам, онака искрено баш. И бев среќна. Сега, пошто ја не знам за политика да дискутирам, никогаш не сум се најавувала во емисии која се зборува за политика, нити па можам да кажам дека нешто очекувам, затоа што ако очекуваш Тина, може ќе се разочараш, нели? Може би очекувам нешто подобро, нели секоја промена, очекуваш подобро да дојде. Сега, што ќе биде, како ќе се средат тие работи, да почекаме да видиме. Дали ќе биде влада во најкус можен рок според вас? Па не знам, но Тина, ја и тоа не го разбирам, дали ќе биде најкус, би требало да биде, ама ви викам јас која е политика, ама баш ништо не се разбирам, него сакам да споделам со вас дека сакам паметни луѓе и замисли она во мене примети нешто убаво, дури ме пофали. И се замисли некоја таква паметна, па мене да ме пофали, знаеш, тоа значи голем човек е, голема жена е, како да кажам. Поздрав многу.
Благодарам многу за јавувањето. Секако продолжете и во останатите, се разбира, изданија на Црвена линија, како и секогаш да бидете активни и да учествувате. Бидејќи Црвена линија е и создадена токму за сите вас. Добар ден. Ало, Добар ден. се слушаме ли? Да, одлично се слушаме. Ве изненадија ли резултатите од изборите? Резултатите не ме изненадија, зашто многу лета, многу превари праја. Тоа требаше да го сторат пред 3 години, кога мнозинството го крпеа и тоа се знаеш. Меѓутоа, ваков класичен нокаут не очекував, честитки до победникот и мислам дека ова е све обеќање и лудо радовање, што би рекле србите. Не очекувам ништо. Право ви кажам, прво ќе речет нема пари, второ што рече претходниот, што рече ќе почна сега струјата да се покачи, огревното дрво се покачи и ред други работи. За пензионерите тоа е превара, што рекла по 5.000. Ние секако 2 пати покачување во текот на годината ги имаме тие 5.000. И еднаш ќе дадат 5.000 и после ќе видиме дали ќе дадат. А ви се чини ли дека Македонија во најбрз можен рок ќе добие нова влада? Па зошто да не може? 58 пратеника имаат. Уште им требат, уште 3 им требат. Пратениците направат мнозинство и да формираат влада. Што е проблем? Мицкоски бараше 61, еве ги има сега. Така и дали би издвоиле еве нешто позитивно, негативно, како ги опишувате, ја опишувате кампањата која што се водеше? Кампањата, претседателката 90 секунди истекоа, но како да е, големо благодарам, сепак ги дадовте клучните одговори на нашите прашања во ова денешно издание на Црвена линија. Ајде да видиме останатите гледачи кои што допрва ќе ги вклучиме, какви одговори ќе има. Добар ден. Христос воскресе. Вистина воскресе. За многолини. Тале, вие сте, како сте, Тале? Честитам на убедлива победа на македонскиот достоен библиски народ и другите добронамерни луѓе во Македонија кои ја сакаат Македонија, кои сакаат добри дела, кои не сакаат да се јадат живи луѓе, туку да се спасува живи луѓе, живи деца. Кажете ми лично како граѓанин, што очекувате сега од новата влада? Па очекувам добри дела, да се борат со сите сили за добри дела за овој народ. Знам дека Македонија, нели што би рекол Љупчо Радишани, СДС ја донесе во стечај Македонија, во банкрот, тотално уништена е насекаде, хаос. Најзлосторничко уништување. Сега вика тој дека, ама ќе видите сега струјата кој ќе треба ова она. Абе чекај, са ти викаш, твојата партија го фрли некој златен прстен в море и са викаш, ајбе сега Мицкоски нека го најди прстено в море, а овие твоите што го фрлија прстено в море биле арни, така? Ама сам Мицкоски не чини, ај нека го најди прстено в море. Значи, тоа ти се абсурди. ВМРО правеше добри дела до 2016, фабрики отварање, индустријски зони, 150 комиња за брза помош, нели, автопати. Какви дела сега, какви дела конкретно? Тале, што конкретно треба да биде приоритет според вас на оваа влада? Молам? Според вас на новата влада што треба да ја биде приоритет кога станува збор за народ? Те добри дела на секаде. Активно работење во секој министерство, на секаде фабрики отворење, инвестиции, градба на средства. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Во Црвена линија сте, повелете. Еве вака, сакам да кажам 2-3 ситуации кои се случија на парламентарни избори. Мене вистински ми е жал за господинот Пендаровски, бидејќи бев убеден дека он ќе победи, иако видов и првиот и втори круг дека е далеко од таа ситуација, но пред се и над се е далеко ради луѓето од СДС кои ја водат катастрофално Македонија и нормално да им се случи. Ова што им се случи, па и добро што има 19 пратеници, сосема доволно. Сега дали ќе обстанат, како ќе обстанат, треба меѓу себе они да се испитаат. Првен, ја не сум СДС, а не сум ни ВМРО, одма да ви кажам, јас сум некој либерал-демократ. Меѓутоа, начинот на кој СДС однесуваше е нормално да изгубат. Ја продадоа на некој начин цела македонска држава. Овие 6-7-8 години со господинот Заев и господинот Ковачевски. Тоа сум длабоко убеден. Сега дали ВМРО ќе
направи нешто, во тоа сум длабоко убеден дека нема ништо да направи, бидејќи они се горе-доле унаводници криминалци како и Груевски и така. Така да мислам дека оваа држава иде во погрешен правец. А еве, што беше според вас позитивно, а што негативно во предизборните кампањи? Па не беше ништо позитивно, бидејќи, што да ти кажем, позитивно е што еве некој Максим Димитриевски и некој освои некои ситуации, вака така, што и Левица од два пратеника дојде до 6-7. Може ли Македонија според вас да добие влада во најкосможен рок? Како? Може ли Македонија во најкосможен рок да добие нова влада? Па треба да добие влада, имаат они и со албанците и со македонците, мислам дека ќе. Така, благодарам многу и вам за одговорите. Продолжуваме понатаму да слушаме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во линија, на линија сум? Да, во црвена линија сте, повелете. Па сакам да кажам дека прво да им честитам победа и на професорката и на ВМРО за баш победата што заслужуваше конечно да освоја толку и пратенички места и гласови и баш ме радува што народот ги поддржа во толкав број и тоа. Кажете ми сега што очекувате лично од новата влада? Па да ви кажам право, јас очекувам се што ветуваат дека ќе исполнат, што е во нивна моќ и надлежност. Сега зависи од други фактори, и од формирање на владата и од преговори со Брисел. Па може ли според вас Македонија да добие влада во најбрз можен рок? Да. Може комотно да формират влада без да ги уценуват дај ми ова министерско место или оволку директори со 3 пратеници по 5 министри како што имаше во претходната влада. А еве што ќе извоите, што беше според вас позитивно, а што негативно во предизборните кампањи? Ми се бенди за настапот, баш пратам избори со децении, да кажам, настапот на 90 секунди е време трењето, но како да е, благодарам и вам за учеството во црвена линија. Продолжете да не следите. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, драга Тина, поздрав од Неготино. Голем поздрав и до неготинчани. Толку ни беше осуца, многу голема празнина од тега, без тебе осетивме. Ете, сега повторно сме заедно во црвена линија, па... Многу ни е чеј што ни гостуваш во нашиот дом. Драго ни е што и вам ви е драго што еве повторно е црвена линија и секако еве да слушаме од вас дали бевте изненадени од резултатите. Не бев изненадена. Ја го очекував резултатот и си гласав со најголемо задоволство. Вчера гласав за професорката за ВМРО и професорката Давкова. Јас го очекував да добие. Се знаеше дека ќе добие. А еве што ќе издвоите според вас, имаше многу повеќе позитивно или негативно во предизборните кампањи? Во нејната кампања се беше позитивно. Секој ден разни мислам со разни мисли испаѓаше, убави реклами кажуваше, тоа беше супер. Не можам да го опишам. Така, еве како граѓанин на оваа земја, што очекувате од новата влада? Јас од новата влада очекувам да завладее правото и правдата како што обеќаше професорката, така ли? Бидејќи правата на нас, на луѓето, не се обезправени. Кој не им е пријател, тоа се однесува за судството, тоа ми е болна тема, го губи спорот. Така, благодарам многу за јавувањето и еве продолжуваме со црвена линија од ден во ден, така да еве ова е почеток по една пауза. Добар ден. Добар ден.
Добро, најверојатно во очекување сме да видиме кој ќе биде следен кој што ќе го вклучиме во црвена линија. За потсетување, денешната тема ова се однесува на оние кои што малку подоцна се вклучија, дека изборите завршија, Македонија ја доби и првата жена председател. Сега оно што следува се како коалициски преговори за формирање влада. За потсетување во денешно издание на Црвена линија ве прашуваме пред се дали сте изненадени од резултатите од овие избори, што очекувате од новата влада и дали според вас имаше можеби повеќе позитивно или негативно во предизборната кампања. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. Господја Тина. Добар ден, еве сме повторно, да, господја Тина во Црвена линија. Па дали сте изненадени од резултатите? Да, резултатите се добри и честитки до победниците, а на вас, господја Тина, ви посакувам убав ден и многу убаво го креиравте јавното мислење, вие и вашата екипа од Телма телевизија. Имајте убав ден и све нека биде најдобро, никого не критикуваме. Така, благодарам за најубавите зборови, признаваме како редакција и како телевизија не мотивирате, особено Црвена линија, бидејќи целосно е посветена и ја креираат токму граѓаните, тоест вие гледачите. Па еве, што очекувате од новата влада? Дали го имаме се уште гледачот? Што очекувате? Ало, да. Никола бевте, така? Господин Никола? Златко. Златко, добро. Господине Златко, кажете ми што очекувате од новата влада? Од новата влада све што ветува да го исполнат. Со закаснување, ма мора да исполнат све. Ние очекуваме таква некоја политика и акција која ќе биде стварно за воскитување. Убав ден, господја Тина. Благодарам многу, господине Златко, да имате убав ден и секако да останете со нас, па да ве слушнеме секако и нешто подоцна во заврти на Телма. Може би ќе ви остане тоа издание по паметење, бидејќи ќе се освои супер вредна награда. Но да се вратиме на она за што зборуваме денес токму со вас во Црвена линија. За потсетување, изборите завршија, а Македонија ја доби за прв пат и првата жена председател. Сега, дали бевте изненадени од резултатите? Да видиме што ќе каже гледачот или гледачката, можеби. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Јас сум многу изненаден од резултатите. Добро, ве слушаме, продолжете. Тина. Да, повелете, продолжете, ве слушаме. И 18 пратеници се многу што освои СДС. И 18 пратеници се многу што освои. А знам како ги освои тие 18 СДС. Затоа сум изненаден. Со притисок на луѓето, со запослување. Иначе тие не требаше поиќе од 2-13 пратеници да има ова што го направија овие 7 години. Честитки за ВМРО, честитки за председателката, да ја наречеме сега председател на држава. И посакувам долги години да живе и да ја исправи Македонија напред. А што очекувате од новата влада, еве, како граѓан? Очекувам се што не чинеше, очекувам се што не чинеше, се да поправи. Ама па не знам што чинеше до сега. Да се игра по државни институции, да се игра фудбал и кошарки, да се пеат химни, па музики. Ако и ова настави така, мислам дека овој народ уште пред време сега ќе излези на гласање, како што то се работи во Италија. Доста беше, или ќе одиме напред, или поќе нема да ја биде Македонија. Овој пат е на тест ВМРО, да се разбере. Благодарам многу и за јавувањето и секако за одговорите. Ајде да продолжиме и понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас во Црвена линија, сте повелете. Тина, ме слушаш? Да, повелете, ве слушаме. Мајка на телефон. Кој на телефон? Мајка од Шведска се. Од Шведска ни се јавувате, па и дали ви изненадија резултатите од изборите?
Па, искрено не ме изненадија. Дојдовме и ние од странство во Македонија да гласаме, да го даеме својата придонес за рушењето на овој режим што владееше 7 години со Македонија. Така да резултатите беа тоа што се и очекувани беа. Јас и претходно мислев дека ако СДС освои повеќе од 20 пратеника ќе биде голем успех за нив. И така моите прогнози се остварија. И тоа е тоа отприлика. А што очекувате од новата влада? Од новата влада, значи, треба се фати за работа, ги очекувам многу тешка работа. Најпрво, нормално правосудството, значи, комплетно треба да се ресетира правосудниот систем кај нас, треба независно судство и дефинитивно одговорност за сите криминали во последниве 7 години, а и претходно. Значи, многу криминал, многу корупција во државата, посебно последните 20 години после Охридскиот рамковен, зголеми корупцијата и непотизмот во државата. Така. Големо благодарам за вашето јавување и драго ми е што продолжи таа пракса во Црвена линија, дури и граѓани кои што не следат, се разбира, надвор од границите, односно имавме во пред паузата имавме и гледачи кои што ни се јавува и од Холандија, од Германија, сега имаме и гледач од Шведска. Па продолжуваме понатаму да видиме што ќе кажат останатите јавувачи. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Поздрав Тина до вас и до емисијата. Благодарам многу. Најпрво да честитам за големата победа на председателските и на парламентарните избори. Бивте ли изненадени од резултатите? Па не бев изненаден, значи се очекуваше победа, дека ќе се смени власта. Така да сега очекувам од новата власт да и поправи грешките кои сите претходни влади ги правеа. Да она што беше во програмата запишано, барем 50% да се исполни. Според вас од каде треба да се почне прво? Па, прво да се почне. Најпрво ќе се состави во најкраток можен рок влада. Затоа што во најбрз можен рок нема да се чека ни оние законски рокови да поминат, ќе се состави влада. Да се изберат стручни, не како претходни влади, ако е правник да биде министер за здравство. Значи на секое министерство да се одбере права личност. Да нема повеќе во Македонија да седат дома луѓе да земаат плата. И исто кога има можност, кога има потреба да има вработување, да се одбираат најдобрите, најстручните кандидати. Не е по партиска линија, некој што лепе плакати и така натаму. Благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, овде Охрид. Како сте ми? Слушаме ли? Да, се слушаме. Како сте ми? Не можам да нема прашање. Одличен, дури 3+. 3+. Дали сте изненадени од резултатите од изборите? Па вака сега, да почнем. Значи, прво, не сум изненаден, се очекуваше ова, дека ќе победи ВМРО, меѓутоа, значи и ќе се формира влада на време, нема да се правят некои несакани последици да има, значи секи си тече во нормален ред. Меѓутоа друго ја се плашам. Дали од сето оно 1198 колку беа нивни во програмата задачи за предвидени, дали ќе ги исполнат или не. Меѓутоа, најбитното е, значи ние имаме преку 300.000 пензионери. Дали ќе им ги даде тие 5.000 денари зголемување одма? Имаме проблем со вработување. Дали со вработувањето ќе се реши тој проблем? Дали, значи, прво себе си ќе почнат од судството да го средат. Школство, здравство. Значи, ние имаме толку многу проблеми за решавање, па нека име со среќа, нека размислуваат колку сакаат, меѓутоа се влезени во една непознаница, не знам како ќе излезат, ама Господ да им ја напомош. Јас, овие претходниве, викаат сите, викаат не чинеа, ја викам беа подобри, затоа што во време на војна
Русија и Израел, они најдоа начин и ковидот. Ке посетам 90 секунди е време траењето, но нема ни да заборавам да ви се заблагодарам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добро, јас меѓу другото, оно што не се менува во Црвена линија, сега ко голем е интересот, па предност даваме на гледачите, не изоставивме и сега ко да издвоиме од Твитер заедницата како се коментираше токму на прашањата за кои што зборуваме со вас. Ако имаме гледач, предност на гледачот секако. Добар ден. Кога ќе ве вклучат на 023070005, сега кога станете на линија, бидете малку трпеливи, бидејќи целта на Црвена линија е и да се слушнете токму јавноста и останатите гледачи да слушнат како размислувате сите вие. Како и да е, одеме со Твитер заедницата, па ајде да почнеме и со првиот твит. Еве го и првиот твит, напишан е од Марија. Вели, жена е. Не знам кај се сите просветлени, независни, самостојни и така натаму, Македонија избра жена председател. Можда за 8 март до година ќе ви текне кога ќе се слават правата на жените. А ние велиме изборите завршија, да, Македонија доби првата жена председател. Сега следуваат коалицијски преговори за формирање на влада. Дали ви изненадија резултатите? Добар ден. Здраво, Тинче. Поздрав до тебе и до телевизијата. Голем поздрав и до вас. Резултатите не ми изненадија. Изненадена ќе бидам од власта со кого ќе биде во коалиција и што ќе му вети на тие што ќе биде во коалиција. Дали ќе биде правилно известени граѓаните, дали ќе знае што ќе се случува. Друго, властта не треба да ги почитува правилата, да не лажи, да не кради, да не сведочи лажно против граѓаните, да биде праведно. Сите граѓани да има парче леп и да може цените да биде намалени, за сите да биде достапни, да има секој покрив над глата во државава, да не има бездомници и ред други неубави работи. Како трето, после му станува правосудството, првин да ја се гледа да има не по 5 души вработени од куќа, него по 20, а не и децата што се вели ода на работа, а некој страда за леп по континери буричка. Ми изненади дека е намален број на граѓаните што се заминати веќе од државава, не се 2 милиона, него многу помалку се. И уште ќе заминува, ќе има одлив од државава, тоа многу ме изненадува. А власта, дали ќе работи праведно спрема граѓаните, то самата треба да си го клаи прсто на глата и да види дали ги заслужува овие избори. Благодарам многу и вам за вашите одговори во издание на Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, поздрав до вас, во Црвена линија сте, повелете. Па, за овие избори очекувано беше да со овие избори, очекувано беше ВМРО да има доста пратеници, дури се очекуваше и 61 пратеник и се очекуваше Сиѓановска да биде председател на Македонија и не е тоа изненади, затоа што владава сегашна или овие 7 години не направи ништо. Скроз ја уназади државава, ништо не функционираше и премногу ја задолжи финансиски. Ја не знам ова нова влада која ќе се формира, дали ќе може да финансиски и се ова да го среди, зашто во државава мора да функционира. Немам здравство, немам образование, немам земјоделие, немам правен систем, корупција, како да кажам, ништо не функционираше. За да тоа функционира, многу треба да вложи труд и тоа што обеќа, например, обеќа дека ќе има една изборна единица, наредно, зашто народот тоа го сака, и ако може, бидејќи финансиски пропаѓа, да ги врати платите на функционерите што си покачија
Така, Тие 78%. Така, благодарам многу и вам за јавувањето и ве напоменам си како должни сме да го кажеме тоа, да внимавате на тајмерот. 90 секунди се определени за едно вклучување. Добар ден. Добар ден, повторно се јавувам да се доискажам. Ако дозволено е, репете, повелете. Да не, што за новата влада, ја мислам да не владее мито и корупција. Иако света корупцијата, таа е разгранета корупцијата со широки корена. Ама не верувам, каков закон и да се донесе, може да важи само неколку денови или месеци. Корупцијата е постојала, постојала и ќе постои. Таа не може никогаш да се искорени преку ноќ. Тие што станаа преку ноќ газди и да му се направи потекло на имотот, што направија фабрики преку ноќ, а не како што има во нашето мало, а не преку цела ноќ, навечер како ноќни птици да шетаат околу куќа и да те плашат надвор, не можеш да испаднеш, ни се прошеташ. Си направија зидови од по 3 метра, баш му е гајле, како живеат како во некои хареми, си седат дома и колите само се тоцкат, од домите не се гледа ништо. Ви се чини ли дека Македонија во најбрз кус можен рок ќе добие влада? Ќе добие влада, бидејќи има 58 пратеници. Ќе добие, нека му е со среќа, и убаво да водат и сите институции правилно да функционират. Така, благодарам многу. Еве и практичен пример дека доколку не ви се доволни 90 секунди и сакате нешто плюс да додадете, секако нашата линија е отворена, така да ете може некој од вас и повторно да го заврти нашиот број. Одиме пака и Твитерџи, значи продолжуваме со твитот на Скрачи. Вика, или жена председател еднакво премногу зборови за џабе, жена председателка ептен премногу зборови за џабе. Дојда ти шепнам, одговорил све, само председателка не, а? И Скрачи напишал се нешто од околу. Па еве дали бевте изненадени од резултатите од изборите? Добар ден. Ало? Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Да, јас се јавувам од Франција. Јас сум Емин Гардија. Драго ни е дека не следате и од Франција. Па, дали сте изненадени од резултатите од изборите во Македонија? Па не баш, како што гледавме како одат реакциите. ВМРО ДПМН имаше коректно гласови, затоа што во последните овие години што беше СДСМ не направи ништо на народот. Тоа заслужено си доби ВМРО ДПМН. А што очекувате? Дали го имаме се уште гледачот? Да. Да, што очекувате еве сега да направи новата влада за граѓаните на оваа земја? Па ништо не очекуваме. Сакам да кажувам, пред неколку години исто така беше ВМРО ДПМН во власт. Исто направи, како што направи СДСМ. Само очекуваме исто да биде, ништо подобро, све полошо и полошо. Според вас ви се чини ли дека Македонија може да добие влада во најкосможен рок сега по изборите? Да, може. Затоа што има 58 пратеници, уште 3 пратеници, 61 за... Пред се благодарам многу еве што сте активни и вие кои што не гледате преку границите. Во овој случај имавме вклучување на гледач од Франција. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас, еве повторно во црвена линија. Така, по една пауза. Па дали се изненадивте од резултатите? Па не сум изненаден од резултатите. Така функционира Македонија 33 години. Две партии ВМРО и СДС владееле по 16 години.
И едната ќе биде слаба, другата ќе дое на власт. Мурто и Курто, знаеш, тоа е. Затоа не викаат Европа и Америка цикличен хибрид. Демек, они се вртат цело време. Цело време и ништо не ме изненадува. А што очекувате од новата влада? Дај Боже да биде нешто, ама не сум сигурен. Ја не ги сакам партиите. Искрено да ти кажам, уопште не ги сакам партиите. Толку зло му нанесува на македонскиот народ, толку го осиромашија. Сегде македонскиот народ погоден од нив. Нема правда, нема судство, нема здравство и едва чекам некој така да дојде. Мене не ми е важно дали е од ВМРО, дали е од СДС, да дојдат прави луѓе. И некои работи да ги средат. Овака, уште 100 дена тина ќе ти кажам како ќе владеат. Ќе видиш, 50, 100 дена ќе ти кажам, одма ќе ти се јавам, ќе ти речам тина чинат или не чинат. И 100% ќе погодам. Тина, поздрав голем, пријатно, дојди уапче на Боза да те частам. Да, така е витено, се разбира, се сеќаваме. Секако благодарам за јавувањето, дојде и времето за да ги погледнеме заедно рекламите. По рекламите само да ви укажам и да ве подсетам задолжително да не заследите на Инстаграм, ако не следите веќе во утрешната анкета да земете активно учество. Исто заследете не се подразбира и на Фейсбук, профилот е Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. Ајде да видиме Инстаграмџи како одговорија на денешната анкета. На прашањето може ли Македонија да добие влада во најкусможен рок, со да одговорија 64%. Со не одговорија 36%. Тука, како и секогаш се разбира, задолжително ќе ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во Црвена линија, ама истите вас од семејството Црвена линија ќе ве поканам да останете со мене и секако со програмата на Телма. Сега и добро да ги забележите прашањата кои што ќе ги прочитам, бидејќи токму истите тие прашања ќе бидат дел од најгледаниот квиз заврти на Телма и топло ве поканувам, секако и ако сте дел од Црвена линија, да си го пробате знаењето, добро да се забавувате со мене и секако да ќе освоите супер вредна награда за денес драги мои, еден нов телевизор. Како и да ве подготвиме да го освоите. Па забележете, во кое поле е сместено селото Росоман? Тоа е едно од прашањата кои што ќе бидат. Потоа имаме вакво прашање, пронајди ја придавката поинаков, скалп или одземач. Како велиме за ситница подробност? Помош почнува на Д, а завршува на Л. Еве уште едно прашање. Постојаното физичко или психичко насилство на деца изложени на врсничко насилство познато е и како? Точниот одговор ќе го дадете во заврти на Телма, а некој од вас денес ќе се офеди со нов телевизор. Се гледаме за кусо време.